Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Градоначалникот Илиев одржа работен состанок со директорите на образовните институции во општина Кочани. Се разговараше за теми поврзани со состојбите по уписите, формирањето на паралелките и превозот на учениците. Тони Ајтовски со деталите. По завршувањето на учебната година и активностите за запишување нови ученици, градоначалникот Николчо Илиев ги повика директорите на училиштата на работна средба во локалната самоуправа. Се разгледува актуелните состојби во образованието, со мислење и предлози за наоѓање решенија на проблемите, од кои дел се наталожени со години. Главни теми на разговорот беа запишувањето во средното образование, бројот на учениците за следната учебна година и формирањето на паралелките, како и состојбите со бесплатниот превоз на учениците. Беше констатирано оти практично нерешлива пречка е трендот на опаѓањето на бројот на ново запишани и во основното и во средното образование. Училиштата треба да направат организација како тие ученици ќе ги сместат. Во основните училишта веројатно тој проблем е помал, бидејќи се работи за прводеленци и дека паралелките во училиштата каде што нема доволен број ќе мора да се намалат и секако ќе се соочиме со проблем што со наставниот кадар кој навистина загрижува и тука ќе мора да поработиме. Единствено надежно останува да се надеваме дека во вториот уписен рок, каму кај што се уште има шанси да се подобри овој резултат, се со цел да успееме да ги одржиме паралелките кои во моментот ги имавме на број. На состанокот со директорите на училиштата, градоначалникот Илиев побара став околу состојбата со училишните згради, посебно со санитарните јазди, за што е заклучено оти е потребна дополнителна помош од Министерството за образование. При тоа во секој училиште ќе треба да се изработи проект за реновирање на она што е најкритично. Исто така се разговараше и за проблемот со долговите за бесплатниот превоз на учениците. Се договоривме сите заедно да плаќаме услуга која добиваме, а не која не добиваме. Констатиравме сите заедно дека најголем проблем е тоа што ние плаќаме превоз на ученици кои воопшто не се возат. Затоа бараме сериозно решение и размислуваме како овој проблем да го надминеме во иднина, да плаќаме само она што го добиваме. На состанокот во општината стана збори за слабиот одзив за запишување во средното, но и во основното образование. Проблемот го гледаме во нискиот наталитет на општина, на популацијата во општина Кочани, како и бројот на иселеници кој што е актуелен во моментов. И третата причина е запишување на учениците во медицинските школи. Во нашето основно училиште Никола Карев се запишани 41 ученик, опфаќајќи ги и подрачните училишта во село Градовци и село Тракање. И како што кажа колегата, една од причините за малиот број на запишани ученици е малиот наталитет, иселувањето на младите во странство и едно болно прашање реонизацијата. Значи се разговараше, се дискутираше да се надминат тие проблеми и се надеваме дека ќе бидат надминати. Со оглед што проблемите во образованието се жешка тема, се очекува во наредниот период да продолжат редовните средби на раководителите на образовните институции со градоначалникот и со одговорните за образование во локалната самоуправа. Кочанските таксисти бараат помош од општината и надлежните служби за решавањето на проблемите во нивната дејност. Сметаат дека конечно треба да се стави ред и таксистите кои работат со лиценци да бидат заштитени од оние што возат на диво. Загрижени за состојбите во такси превозот во Кочани, одговорните служби од полициската станица и од општината организираа состанок со представници на Сдруженијето на такси превозници и поединци што се занимаваат со оваа дејност. Состанокот беше со цел да им се помогне да се устројат работите според законските уредби и со заеднички активности што побрзо да се воведе ред во такси превозот. Според председателот на Сдруженијето на такси превозниците во Кочани, Јоце Каров, сликата за состојбата во такси превозот е лоша. Се возат нерегистрирани возила, возат возачи без возачки дозволи и без лекарски уверенија. Со тоа го рушат угледот на такси компаниите и представуваат нелојална конкуренција. Над се и новите законски одредби кон кои се прилагодуваат превозниците, а што налагаат нови фискални каси, што ќе значат и нови трошоци за лиценцираните таксисти.
Поради ова, Каров рече дека од име на Сдруженијето ќе упати официјално барање до општина Кочани и до градоначалникот да помогнат сите надлежни институции да се усогласат во действувањето. Во спротивно, според него, во вакви услови такси превозот во Кочани ќе згасне. Од полициската станица ја истакнаа потребата за поголем ред и дисциплина и во самите такси компании, зашто само со целосно почитување на законите од нивна страна ќе може да се засили борбата против дивите таксисти. Секретарот на општина Кочани, Александар Јосифов, на состанокот истакна дека деновиве има засилени контроли на такси превозниците од екипи што се составени од Сообраќајната инспекција и полицијата, а што се во функција на воведување ред во такси превозот. Тој потенцираше дека општина Кочани е подготвена да соработува со таксистите, зашто само така најлесно ќе можат да се увидат неправилностите и да се работи на нивно отстранување. Инаку, деновиве општина Кочани излезе со повик до такси компаниите и таксистите со изминати лиценци да ја продолжат важноста на лиценците за вршење такси превоз на патници, како и неизводите на лиценците за возила со кои се врши превозот. Во сообраќајни несреќи што се случиле на сообраќајниците во Кочани, повреден е еден пешак и еден возач на мотоцикл. Поради сериозноста на повредите и двајцата учесници во сообраќајот се префрлени на лекување во клиничката болница во Скопје. Две лица се здобиле со посериозни телесни повреди во две одделни сообраќајни несреќи, што во средата претпладне се случиле во Кочани. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, првата сообраќајна несреќа се случила околу 8 часот и 30 минути во кругот на автобуската станица во Кочани. При тоа автобус од марката МАН со скопски регистарски ознаки, собственост на Берово Транс, управуван од 50-годишниот КМ од Берово, удрил во 62-годишниот пешак СА од Кочани. Од ударот пешакот се здобил со тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош во јавната здравствена установа во Кочани бил препратен во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Нешто подоцна, околу 11 часот и 40 минути пак, на крстосницата од улиците Димитар Влахов и Бел Камен во Кочани се случила уште една сообраќајна несреќа. Патничко возило Opel Insignia со италијански национални ознаки, управувано од 47-годишниот РФ од селото Ело во општина Студеничани, се судрило со мотоцикл Сузуки со бугарски национални ознаки, управуван од 31-годишниот НЗ од Тракање. Во незгодата, возачот на мотоциклот се здобил со тешки телесни повреди. Веднаш бил префрлен во болницата во Кочани, а поради сериозноста на повредите е префрлен во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. И во двете сообраќајки, увид на местото на настанот извршила екипа од полициската станица Кочани. Заинтересираност за изучување на народни инструменти од страна на младите има, но поголем дел од нив се одлучуваат да свират кавал, тапан, гајда и други инструменти, а мал број заинтересирани има за изучување на кемане. Од таа причина, полека но сигурно, овој инструмент исчезнува, но неговите изработувачи организираат работилници и семинари, чие што цел е зачувување на народниот инструмент и придобивање млади лица кои што ќе го изучуваат кемането. Ваква работилница се одржа и во Кочани. Поголема промоција на кемането како инструмент и обука за негова изработка е целта на работилницата и семинарот за кемане, што во организација на фолклорниот ансамбл Мугри, а во соработка со Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје, се одржа во малата сала на Центарот за култура Бели Мугри. Предавачи беа професор доктор Родна Величковска и професор магистер Горанчо Ангелов, етномузиколози, како и фолклористот Драги Атанасов, кој е раководител на ансамблот Мугри, но и изработувач на народни инструменти. Професор доктор Родна Величковска, која што е професор на Музичката академија во Штип и на Институтот за фолклор во Скопје, а воедно и уметнички директор на фестивалот Пеци Атанасовски во село Долнени, пред присутните зборуваше за улогата на инструментот кемане за зачувување на изворната традиција во источниот регион. Знаеме дека кеменото е овде познато и едно од најзначајните изворни инструменти за ова поднебје и улогата на нашите кеменџи, а воопшто и улогата на нашиот почитуван пријател Драги, кој веќе 30 години работи на ова поле и присутен на фестивалите во земјата, така да
Кемането одекнува веќе 30 години на фестивалската сцена, така да тука се и неговите врвни награди, а ќе ја спомнеме и меѓу другото и мината годишната Гран При награда, што ја доби лично како член и на жирито на фестивалот. Се повеќе во последно време со отварањето на факултетот за музичка за етномузикологија во Штип, односно етнокорологија, оддел за етнокорологија на Музичката академија, се повеќе имаме заинтересирани студенти не само од источното подрачје, нели како универзитет кој е претежно формиран за источното подрачје, но имаме студенти од западното подрачје на Македонија кои се активни и доаѓаат на овој универзитет и ги изучуваат народните музички инструменти, а тука и народното пеење. Професор Величковска додаде дека на студентската конференција во Русија настапил токму следбеник на Драги Атанасов, Стојанче Костов, кој што настапил со кемане, а кој што сега е асистент на факултетот во Штип во одделот за етнокорологија. И ова што се работи како песни на ваквите работилници биле застапени на програмата на мастер-класата што ја држеле во Русија. И слободно може да се каже дека сите музички академии во Русија веќе знаат за кемането како инструмент и за изворната музика карактеристична за осоговијата. Професор магистер Горанчо Ангелов пак, зборувајќи за потеклото и употребата на инструментот кемане, рече дека целта на работилниците и ваквите семинари е зголемување на заинтересираноста кај младите лица за изучување на овој инструмент. Се помал е бројот на инструменталисти на кемане, за жал, инструмент кој се негува претежно во североисточна Македонија, во неколку градови и села. Се надевам дека од овој семинар ќе произлезе барем еден или двајца нови кеманџи кои ќе ја продолжат оваа традиција, која се уште се пренесува на традиционален начин од колено на колено. А заинтересираност за изучување на народните инструменти во последните 20 години постои кај младите, меѓутоа повеќе се одлучуваат да свират кавал, гајда, тамбур или тапан. Кемането како уникатен инструмент нормално дека треба да очекуваме да го изучуваат оние деца кои потекнуваат од овие краишта, што ги кажав веќе, од дали од селата или од градовите кои што во генот го носат овој инструментот, и музиката сепак е нешто што ние го носиме во генот, не е само да го земиме и да свириме на него. Важен сегмент во зачувувањето на кемането како инструмент е и неговата изработка. Сакаме да го што поблиску прикажеме до младата јавност, до нашата млада публика, те со цел да привлечеме внимание кои више имаме таленти, млади таленти кои сака да го изучуваат овој инструмент. Више имаме 3 дечиња кои првите музички акорди ги имат извадено и се надеваме дека ќе привлечеме внимание и повише дечиња, поголем број на млади членови да членуваат при изучување на овие народни традиционални инструменти. Има еден член кој више има изработен еден прв ваков инструмент, ќе видиме стварно интересен, кој за прв пат не знаеме како може да биде изработен и нели како прв инструмент. Вакви работилници и семинари традиционално се организираат и на фестивалот за изворни инструменти и песни Пеце Атанасовски во село Долнени, а се планираат и во други градови од државата со цел придобивање на млади лица заинтересирани за негово изучување. Инаку работилницата и семинарот за кемане финансиски се поддржани од Министерството за култура на Република Македонија. Со околу 80.000 книги во моментов располага библиотеката Искра од Кочани, бројка која што ја задоволува читателската публика во регионот кој што го покрива. Од установата велат дека во текот на летниот период се зголемува интересот од страна на младите за читање, а најбарани се странските автори. Кочанската библиотека Искра во моментов располага со вкупен фонд на околу 80.000 книги. Од нив 50.000 се во фондот за возрастни, а останатите 30.000 се во фондот за деца. Во моментов установата е задоволна и од бројката на членови која што се движи околу 2000, со тенденција на зголемување во летниот период, кога и се зголемува заинтересираноста за читање. Најголем интерес за читање има за книгите од странските автори. Во делот на најчитани книги и автори, тука ќе ги споменеме странските автори, како што се авторката Джули Джеймс, со некаде можеби 10 наслови. Таа е позната по тоа што пишува љубовни романи и е популарна повеќе кај женската читателска публика.
Исто така, многу читан автор е американскиот автор Стив Бери, кој па пишува трилери и криминалистички романи. Еден од најчитаните исто така автори е Ю Несбе. Тоа е норвешки писател кој исто така пишува криминалистички романи и трилери. Понатаму да одиме со авторите Русинда Рајли, значи исто така еден од најчитаните константно автори кај нас е Ден Браун. Неговото најновото дело е романот Потекло. Секако дека во овој момент го немаме кај нас, бидејќи е доста баран, а примероците се ограничени. Да кажеме дека еден од доста читаните автори, така да ги споменеме, тоа се Саманта Јанг, со она позната нејзина тетралогија улицата Даблин, улицата Шкотска, на улицата Индија. Еден од доста читаните, ако не и најмногу читан автор е Гиом Мисо. Од домашните автори најбарани се Коста Петров, Егор Џамбазов, Винка Саздова и други помлади автори кои што се уште се пробиваат на литературната сцена, но се доста барани меѓу членовите. Јавната општинска установа библиотека Искра од Кочани постојано ја следи издавачката продукција на македонските издавачи, кои што ги имаат купено правата за објавување на најголемите светски бестселери, така што Кочанската библиотека е секогаш снабдена со се она што е најактуелно за читање помеѓу читателската публика во Македонија. Од библиотеката истакнуваат дека во текот на летото, кога учениците се слободни од училиште, очекуваат поголем број млади да бараат книги за читање, а учениците секако најмногу ги бараат лектирните изданија. Инаку, сите заинтересирани граѓани кои што сакаат да пребаруваат наслови, дали ги има или не во Кочанската библиотека, тоа може да го сторат на електронскиот систем за пребарување КОБИС, истакнуваат од установата. Ученички од основното училиште Никола Карев со републички награди од распишаниот литературен награден конкурс во организација на Сојузот на просветни работници на Република Македонија. Доделени дипломите на наградените ученици на државниот надпревар по македонски јазик и литература. Уште две републички награди од распишаниот литературен награден конкурс при Сојузот на просветните работници на Република Македонија освоија ученички од основното училиште Никола Карев од Кочани. Станува збор за освоена прва награда на ученичката Нада Ефремова и втора награда на ученичката Пандора Манева. Нивен ментор е професорката по македонски јазик и литература Љупка Стојменова, која што истакна дека се радува на успесите на ученичките, а воедно им посакува многу успех во понатамошното школување, бидејќи од оваа година заминуваат од основното училиште Никола Карев и одат во средно образование. Посакува сите ученици да се покажат и да бидат трудолюбиви, како овие идни врвни писатели со кои ќе се гордее Кочани. Ученичката Марина Николова, пак исто така од основното училиште Никола Карев, под менторство на Љупка Стојменова, освои второ место на регионалниот и државниот надпревар по македонски јазик и литература, зашто свечено беа доделени и дипломите на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. Од основното училиште Никола Карев со сигурност може да се каже дека постојано излегуваат успешни генерации ученици кои достојно го представуваат училиштето и општината во и надвор од државата. Следува информацијата од спортот. Кочанскиот фудбалер Стојанче Велинов, кој пред неколку години настапуваше и за Осогово, ќе продолжи кариерата во Саудиска Арабија. Во фаза на потпишување е договор за настап за клуб кој ќе се преварува во тамошната втора лига. Одлична можност за успешно продолжување на спортската кариера доби кочанскиот фудбалер Стојанче Велинов, откако е договорен негов настап за клуб од Саудиска Арабија. Во фаза на потпишување е договорот со кој тој ќе ги брани боите на екипата на Најран, која од следната сезона ќе се надпреварува во Саудиската втора лига. 28-годишниот Велинов на 1 јули треба да отпатува во Саудиска Арабија, каде ќе биде подложен на лекарски тестови, а потоа и официјално ќе го стави потписот на договорот со новиот клуб.
Според информациите, екипата на Најран во претходната сезона се надпреварувала во првата лига, но не успеала да го задржи статусот. Во надпреварувачката сезона 2011-2012 и 2013-2014 тренер на саудискиот клуб бил поранешниот селектор на македонската репрезентација Ѓоко Хаджиевски. Инаку, во својата досегашна фудбалска кариера, Стојан Чевелинов настапуваше за Осогово, од каде премина во Штипска Брегалница, потоа во Тетекс, Силекс и Ренова. Во Саудиска Арабија заминува откако му истече договорот за настап со Скопски Работнички. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.